Најголемото богатство на училиштето представува моќта на наставникот. Но оваа мудра мисла денес се доведува во прашање. Ниски плати, наставни предмети без учебници, изгубен авторитет, со ова секојдневно се соочува македонскиот наставник. Ова се и причините, поради кои младите се поретко ја избираат професијата наставник. Во последно време се повеќе се губи интересот. Вие знаете дека ние реално се соочуваме со проблемот со иселувањето, со белата чума. Знаете дека се соочуваме со голем број предизвици, дека немаме учебници, немаме доволно мотивација во однос на финансискиот надоместок на наставникот. Во меѓувреме се изгуби и системот на вредности, па се почесто слушаме за инциденти во кои или наставник физички нападнал ученик или пак како што беше последниот случај во Виница, кога родител го натепа учителот, бидејќи му го одзел телефонот на ученикот. На светскиот ден на наставникот, просветните работници гласно реагираат дека го имат изгубено својот авторитет, а со тоа се губи и образовната компонента. Се респектираат ли сега наставниците? Апсолутно не, и вие сте сведоци дека не. Не сакам да нагласувам дека учителот треба да го има приматот. Меѓутоа, треба да се почитува. Ако не се почитува редот, хиерархијата и не се одржува дисциплината, успех нема. Затоа се случува тоа што се случува денес. И помеѓу младите, и насилство меѓу врсниците, и сиромашен речник, изгубен систем на вредности. Сепак во светот кој се менува, предизвик е да се биде учител. Забрзаната примена на IT технологијата не може да го замени наставникот, ниту пак да создаде фина моторика кај децата. Децидни се наставниците. Според нив, тоа е причина поради која денес се соочуваме со генерации кои не ги знаат буквите и не знаат да читат, а во својот речник повеќе користат странски отколку зборови на мајчин јазик.